сметаа дека џамијата повторно ќе го вратила белегот и убавината на Скопје. Признаваа дека црквата дополнително ги засилила нивните амбиции. Со сите контраверзии, со сите случувања за и околу плоштадот и изградбата на црква, секако нашата иницијатива доби во силина. Дебатата за црква и џамија се префрли и меѓу граѓаните. Баклавата заеднички се изеде, но за некои остана горчливиот вкус. Кој ти вика тебе дека не се изгради тука џамија? Кој ти вели тебе и црква? И црква ќе се изгради и џамија ќе се изгради. Нека се изгради. Ти ќе си одиш, ти си сам идеш. Нормално работа. Ама прашаат моје мислење. Јас си го кажав. Кое мислење бе? Што мислење бе? Што мислиш? Јас си го кажав моите мислење. А ти знаеш да си повише. Ајде, па да го знам подобро. Ако мислиш, тоа си твое мислење. Што знаеш ти од верата? Што знаеш ти од верата? Ништо. Ти си атеиста, комуниста. Ајде, умра комунисти више. Џамија или црква, се или ништо. Повторно интерес на странските новинари за Македонија, сега за скопскиот плоштад. Имамо сега богаташи, имамо многу мизерни. Средна класа нема. И одакle Чешка е нихова. Јас сум из Дански. По едно пакетче баклава иницијаторите однесоа и кај премиерот. По 5 минути чекање ги прими неговиот заменик. Благо му отидовме, благо не прими. Така. Ја пробали баклава? Рече ќе се закуси подоцна. Премиерот веќе се огради од џамијата и прашањето го префрли кај општината Центар. Иницијаторите бараа да се стопира изградбата на офицерскиот дом и да се изгради џамијата, која тука била до 1925 година. Пари за џамијата не бараат. Допрва ќе го исцртаат местото со креда и ќе почнело извршување на верски обреди. Со биењето на кампаните во сите цркви и манастири токму напладне, МПЦ во обид, како што велат оттаму, да ја разбуди свеста на оние кои се обидувале